Поради опасноста од можна зараза во Скопје заради неодлагањето на сметот, од Институтот за јавно здравје излегоа со конкретен став. Таму е Мирјана Мирчевска-Јовановиќ. Мими, кој е ставот на оваа институција околу влијанието на отпадот врз јавното здравје? Најавени ли се и некакви епидемиолошки мерки? Најавени се епидемиолошки мерки од страна на Институтот за јавно здравје, каде пред малку заврши и пресконференцијата. Тука беа донесени два вида на колективни мерки, едните се индивидуални, другите се колективни. Да почнеме од оние индивидуални мерки, каде што, како што колегата Дејан Трајковски во прилогот кажа, посебно да бидеме внимателни со несувањето на обувките во домовите и во училиштата, така да што тука предложија до училиштата да постават бариери за дезинфекција каде би се избришале обувките, а тоа може да го направат и граѓаните пред нивните домови со цел да не се внесат опасни материи кои би предизвикале болести. Кога сме кај колективните мерки, предлог е до општините тие да извршат дезинсекција, деретизација и миење на улиците, исто така и до јавните предпријатија, каде што вела дека навреме треба да биде отстранета цел оној отпад и да се најде конечно решение за да нема поголеми проблеми. Најопасни за сега се и глодарите за кои треба да се направи деретизација итна и она што го кажуваат самите доктори, граѓаните доколку видат и се во близина на глодари да го избегнат, доколку имаат било какво каснување од нивните течности или било каква состојба за загрозување на здравјето за да заминат на инфективната клиника. Ние го поставивме и прашањето за детето кое пред неколку дена беше каснато од глодар, каде што рекоа дека детето било на инфективната клиника, биле направени сите испитувања и за сега неговата здравствена состојба е стабилна. Исто така од институтот посочија дека ги имаат сите потребни реагенси доколку има некакви заболувања. Она што го објасни е дека треба да бидеме внимателни кога се фрла отпадот во делот каде што има течности, да се биде внимателен да се носат дури и маски, веднаш да се измијат рацете, а посебно внимание и акцент се става на оние кои што работат во комуналните предпријатија, каде што од сега ќе имаат редовна вакцинација задолжителна во делот на пренесување на тетанус и хепатита А и Б. Тука да ги слушнеме и изјавите од докторите епидемиолози. Имавме случај со каснување на дете, можно каснување од глодар. Јотамо е нашата препорака да и апел до институциите кои што се надлежни согласно закон да си ја работат работата согласно законот и да спречат поставување на контейнери во близина на здравствени институции, училишта, доколку евентуално некој дојде во контакт и со исцедокот од контейнерите без разлика на возраста, убаво е повторно да ги измие рацете и по можност сите ние да поставиме дезинфекциони бариери пред нашите станови. Доколку биде регистриран било каков случај, во реално време имаме податок, одма штом ќе биде внесено дека има пријавено таков и таков случај со одредено заболување. И ние секако тоа го следиме, нашите епидемиолози тоа го следат, доколку забележат дека има отстапување, зголемување од бројот, ние повторно соодветно ќе реагираме. Исто така, институтот располага со сите реагенси кои што можат да ги докажат или не сите овие причинители. Така, од Институтот за јавно здравје, моменталната епидемиолошка состојба ја прогласија како стабилна, но со крајно големо внимание од страна на институциите и граѓаните. Она што треба посебно да се истакне, граѓаните да ја следат својата здравствена состојба, бидејќи дел од заразните болести како симптоми може да се појават и за 2 недели, а тука се најчесто и оние стомачни заболувања. За сега од овде се од пред Институтот за јавно здравје со повеќе информации во 18 часот.